овие контейнери за батерии, сите ги знаеме, сите ги имаме видено во канцелариите, во школите, во салите. Сакам да ми кажеш, овие контейнери, електрични контейнери што се сместени надвор, за што служат? Така, овие зелени садовики кои што ги спомна се за отпадни батерии, ги има во сите поголеми маркети, молови и училишта. Како што може да забележиш, овој сад е повеќе од половина полн и еве и во ова училиште можам да ги пофалам дека годишно по 3 пати го празниме овој сад, тоа го прават децата, така што тие се нашите екоамбасадори кои што очекуваме да направат промена во еколошката свест. А овие контейнери зелени се наменети за ситен електронски отпад, односно се што има кабел или батерија, а е со големина на некоја, не знам, средна големина на принтер, може да ја собере тука. Ние сите велиме треба да селектираме, треба да рециклираме, меѓутоа за да можеме тоа да го направиме, треба да имаме каде и како да го направиме тоа. Односно на граѓаните треба да им понудиме достапен сервис за да можат тие да рециклираат. Токму овие контейнери се наменети за тоа, брендирани се со сликички каде што може да се види што се може да припадне тука, а би сакала да кажам и што се не треба да припадне тука. Тука не треба да припадне отпадот од нашите градини, отпад од облека, комунален отпад, стакло, хартија, пластика. Значи тука треба да припаѓаат само работите кои што работеле на струја некогаш, а повеќе не работат.